Во врска со серијалот Прилози во Макфак сподима банки и изнесените наводи и обвинувања на сметка на Комерцијална банка АД Скопје од страна на Кубус Инженеринг, Скопје и компании кои имале деловни односи со Комерцијална банка АД Скопје, сакаме да информираме јавноста за следното. Банките во Република Македонија веќе навикнаа на тоа сопствениците или менаџерите на пропаднати фирми за своите неуспеси, погрешни инвестициони одлуки да ги обвинуваат банките. Па така, те каматите им биле високи, те банките немале разбирање за нивните потреби и не им одобрувале средства колку што тие мислеле дека е потребно и така натаму. И во ред, банките на некој начин прифатија тие да бидат лошите момчиња, ако со тоа им се олеснува на сопствениците на така пропаднати компании. Но кога таквите напади, исполнети со нецелосни податоци, лаги и конструкции на така наречени големи заговори, ќе попримат карактер на организирана кампања преку разни медиуми, портали и друго, тогаш и банката мора да реагира и да даде точни информации и објаснувања. Согласно законските прописи, банката не може во детали јавно да изнесува податоци за своите клиенти и од тој аспект не сме во можност да изнесеме прецизни податоци за тоа колкав износ е одобрен на одреден клиент, колку е вратено и колкав дел од побарувањата се ненаплатени. Но, за демант на изнесените лаги и невистини, не се ниту потребни такви податоци, затоа што во емисијата, освен нејасни цртежи и конфузни тези, не се изнесени никакви факти на кој начин одреден субјект е оштетен. Напоменуваме дека овој случај пред повеќе години веќе еднаш е отврлен од страна на обвинителството за организиран криминал и при повторената постапка во јануари 2018 година представник на Комерцијална банка даде изјава пред обвинителството, не како осомничен или обвинет, туку како лице кое може да даде определени информации и појаснување за случајот. Со оглед дека изминаа повеќе месеци од тој настан, повикуваме и сега во најкус можен рок обвинителството и сите надлежни институции да постапат и донесат одлука согласно законот и фактите. Банката на никого не може да му даде кредит без клиентот тоа да го побара од неа. За секој одобрен кредит на групацијата Кубус, покрај поднесеното официјално писмено барање, постои кредитна анализа од Комерцијална банка, одлука за одобрување на кредитот од надлежен орган на банката и на крајот е подпишаниот договор меѓу Комерцијална банка и Кубус во кој се регулирани сите услови и рокови за истиот. Дури потоа средствата се префрлени на сметката на Кубус. Се што се очекува од клиентот да ги почитува условите од договорот и да го врати одобрениот кредит во рокот на неговото достасување. Доколку не ги почитува, банката согласно договорот ги презема потребните чекори за наплата на долгот. Како што е општо познато, банкарското работење е строго регулирана дејност, како преку законски и подзаконски акти, така и преку интерни политики и процедури. За конкретниот случај на Кубус Инженеринг извршени се неколку интерни и надворешни ревизии и по ниту еден основ не се констатирани неправилности во делот на работењето на банката. За сите деловни односи со овој клиент, банката располага со целокупна уредна документација. Во однос на тоа со кого се соработувал конкретниот клиент и во какви деловни односи влегувал, воопшто не е наша одговорност и предмет на интерес. Со сопствената трансакцијска сметка располага единствено клиентот и само тој и никој друг не може да врши трансфер на пари од таа сметка. Лажно звучат тврдењата на сопственикот на Кубус дека нему средствата не му требали и откако ќе стигнале на негова сметка, тој ги насочувал кон други правни лица. Доколку не му требале средствата, не требало ниту да ги бара од банката, односно можел веднаш да ги врати како погрешно дозначени. Наместо тоа, продолжил да ги насочува према разни комитенти и сметки, се додека не дојде во состојба да не може да ги враќа обврските кон банката. Во денешни услови сите плаќања се одвиваат преку трансакцијски сметки на клиентите и исклучително едноставно да се следи трагата на парите. Доколку некаде сте дале пари, побарувате и доколку некој ви поземил пари, долгувате. За да се утврдат должничко-доверителските односи, не се потребни виртуелни скици и цртежи, туку едноставно да се направи увид во финансиските податоци и движењето на парите. На крај, дозволете да ја пренесеме нашата разочараност од крајната непрофесионалност на медиумот, кој не само што ја пренесува оваа сторија, туку и врз база на евидентни невистини дава своји коментари и заклучоци. Потребни биле само основни проверки на јавно достапни информации за да се утврди кој е сопственик на Комерцијална банка АД Скопје и останатите споменати субјекти во приказната.
Многу малку труд е потребно за да се прочита што представува лице или лица поврзани со банката и кои субјекти ги исполнуваат условите за да се третираат како поврзани со банката. За да се замагли целата приказна и очигледните нелогичности се користат термини како прикриено кредитирање, лажни побарувања по основ на заеми и слично, за кои што никој не знае што значат, туку само служат за да се оправда измислена теорија на заговор. Во однос на предметот Металика, дозволете само да констатираме дека за овој случај има правосилни судски одлуки преку кои е утврдена вистината за овој случај. Затоа, воопшто нема да навлегуваме во коментари на очигледните измислици кои немаат ниту логична целина, а не пак сериозни наводи и тези. Загрижени сме од стимулацијата на одредени медиуми да ги подкопуваат довербата и кредибилитетот во една од најголемите македонски банки, преку пропаганда, со ширење и иницирање недоверба кај граѓаните во банкарскиот сектор во овие тешки времиња на Република Македонија, како економски, така и политички. Би сакале да потенцираме дека Комерцијална банка е ставена во многу неблагодарна позиција со ограничувањата од Законот за банки, со кои не е дозволено објавување информации за трансакциите и бизнис релациите со незините клиенти пред јавноста. Комерцијална банка АД Скопје е компанија котирана на македонската берза, каде регуларно и одговорно ги извршува своите обврски, што представува и предмет на редовна контрола од страна на надлежни институции. Затоа препорачуваме до сите засегнати страни, поединци и компании од серијал банки, да се обратат до надлежните судови институции, вклучувајќи ја и Народна банка на Република Македонија, и да бараат заштита на своите права, доколку сметаат дека им се повредени од страна на Комерцијална банка.